Почитувани гости, дами и господа, вечерава во Скопје се случува Бела ноќ на културата. Градската библиотека во Браќа Миладиновци во рамките на манифестацијата на Бела ноќ и вечерашнава промоција на книгата на професор доктор Љубомир Цуцуловски Марксовата антрополошка критика на капиталот. Јас го поканувам директорот на Градската библиотека Браќа Миладиновци, магистар Филип Петровски, да ги поздрави гости. So. Сега криво ми е мене камерата или е криво тоа? Платното е криво. Вие ги контролирате, ще се изразва. Какви? Задржам на таа доле. Не бе, зашто? Едно од 14 пати. Беше? Овде се промовира. Зашто? Добро. Колку само беше во право. Се реши со едноставно воведување тарифа. Секогаш поволна присуда, толку шушки. Ако сакаш успешна операција, волку. Сакаш преодна оцена, плати онолку. И секако подмачкано. Врските изумреа побрзо и потројно од диносаурусите. А шуше слава му се што имаше тутна за плац во алејата на великаните. Утрово син ми ме подсети на една стара мудрост, што кај него се реализирала низ игра, а инаку е фактичка состојба. Детето ми кажува: мамо, знаеш дека не можам да го разбудам бато кога се приправа дека спие? А кога навистина спие, само ќе викнам и тој се буди. Се насмеав и тогаш ми текна дека човек што се преправа дека спие е невозможно да го разбудиш. Го знаев тоа од порано, ама бидејќи и јас спаѓам во групата на преправачи, не ми беше времето. А не знам и сега дали ми е дојдено времето да посакам да се разбудам. Кими, не е се како што изгледа. Да се размрдаме малку. Поштовани присутни, добре дојдовте во Градската библиотека Браќа Миладиновци. Јас ве поздравувам од името на оваа институција, не како блогер кој што е меѓу чија што книга е меѓу овие 14. Сакам да ви пожелам да се чувствувате убаво во нашата институција. Дозволете да кажам дека политиката на оваа институција е како јавна установа да овозможува настани од областа на културата, посебно
настани кои што инволвираат промоција на нови книги, да ги направи достапни за целата скопска и преку средствата за мас медиуми македонска јавност, и тоа бесплатно. Значи, ние воведовме една практика да ги поканиме сите заинтересирани, меѓу кои и денешниот издавач, да своите настани ги прават во оваа институција, со што мислиме дека таа исполнува својата обврска да, како јавно станова, им даде соодветни услуги и настани на сите граѓани на Скопје. Денеска сум необично радосен затоа што во последните 2,5 години, колку што сум тука, ова е на некој начин промоција која што промовира најголем број на книги и промоција која што по својата специфичност се издвојува, и исто така промоција која што за прв пат преведува блогови, електронски печатени зборови на хартија, што за мене вака еден доста необичен интересен настан, бидејќи ги пратиме сите движења во македонското издаваштво. Така што необично сум задоволен што издавачот одлучи својата промоција да ја направи кај нас и на некој начин да ја инволвира и градската библиотека. На сите ви благодарам што дојдовте, на издавачот му честитам за овој храбар потек и предлагам да продолжиме со промоцијата. Благодарам. Ана Пејчинова, Афгански дневници. Кога прв пат ги видов одблиску пустините на Афганистан, ми ги зедаа очите, непрегледни, цврсти, празни. Толку празни, што нивната празнина биеше во очи, помокна од секое присуство. Се чувствуваше нешто во воздухот, токму над хоризонтот. Ко свеста на земјата незамаглена да се исправа токму овде во пустината. Занемев и нешто внатре да се придвижи. Кон безгласен врв, речиси радост, но без насмевка, речиси препознавање. Но не знаев што тоа во мене го препозна она над пустината. Арвена, археолошки дневник. Археологијата примарно е наука која се занимава со реконструкција на далечното минато. Меѓутоа, луѓето кои живееле во минатото, своето совремие не го доживувале на тој начин. За нив тоа било исто како што ние денешницата не можеме да разбереме како дел од нашата современа археологија. Ако не сте знаеле, се ова околу нас е дел од така наречената современа археологија или во светот позната public archaeology. Постојаното градење на објекти, патишта, индустријското производство, еден ден за идните генерации ќе биде древна археологија и ќе биде закопано длабоко во почвата. Почвата под нас може да ни даде многу информации. Затоа, драги мои блогери и попатни минувачи низ овој блог, треба да бидеме внимателни, зашто ние всушност постојано газиме врз нашите археолошки докази. Бунка, кога нема ништо. Менувам стара првосмукалка за било каква енциклопедија. Ме разбуди тој глас на човекот кој одеше по улица и бараше тоа што бараше. И покрај целата нервоза, која ми ја создаде, будејќи ме така, ме чудеше што не викаше старо купувам. Го отворив прозорецот и му викнав: дојди, јас ќе ти дадам енциклопедија и задржи си ја првосмукалката. По неколку месеци, на некој празник, на едно излетничко место го видов истиот човек. Стоеше покрај на скара, кинеше листови од некоја книга и со нив го разгоруваше огнот за скарата. Погледна убаво, беше тоа мојата бивша енциклопедија. Бар да му ја земев првосмукалката. Оги синко, мисли на празно срце. Копнеш. Копнеете по кариера, тоа било амбиција. Копнеете по жена, тоа ти било љубов. Копнеете по туѓа жена, тоа е прелюба. Ја остваривте првата амбиција, вие сте успешен. Ја сретнавте љубовта, вие сте среќник.
Ја освоивте неа, вие сте грешник. Будала, би рекол другар ми. Па јас, ако ја оставам, зашто да земам друга жена? Во тој случај не ви ја оставил ни мојата. СЦ, последниот македонски хакер. Го погледнав стравот. Го погледнав и тој ме порази. И не беше тоа страфот типот види колкав е оној ротфайлер кој слободно се шета по оваа неверојатно прометна улица и доколку не исконзумирал некое дете од предучилишна возраст утрово, ќе ми ја откине левата нога, па подобро да свртам и да поминам последнава уличка. Ниту страх, како дали воопшто да се малтретирам со прашањето, знаејќи дека кучето ќе ме одбие. Тоест, зошто ја пропуштив шансата со девојката која беше толку доволно мрдната како за мене и дали воопшто ќе се повтори такво нешто? Го погледнав стравот кој велеше: ќе умрам. Не сум подготвен за тоа. Кога се договаравме како да изгледа оваа промоција, луѓе кои што седат до мене рекоа дека јас треба да кажам нешто паметно. Бидејќи ми е прв пат да промовирам книга, и тоа не е една, него 14 денеска, и тоа не на писатели, туку на блогери. Ако не успеам во ова, ве молам, немате да ми замерите. Доволно да кажам паметно нешто. Пред 2 недели на мојот блог напишав една листа која што имаше од 1 до 10 подредено топ начини како да изнервирате еден блогер. Втората работа која што беше на таа листа беше да му кажеш на блогер дека редовно го читаш, а всушност да се прочитал само 1 или 2 поста. Тоа е нешто што го погодува егото, тоа е нешто што погодува личноста и што најмногу погодува еден блогер. Затоа на сите овие 14 блогери денеска ќе им кажам дека не ги читам сите, меѓутоа ова случка, овој настан, значи ова публикување е само една шанса повеќе да ги прочитаат повеќе луѓе, и не само јас, туку и многу повеќе луѓе кои што не се толку природни во блогосферата, не се чувствуваат природно во блогосферата. Кога се обидов да најдам нешто на интернет за овие практики, значи за публикување на книги од блогови или од страна на блогери, успеав да најдам 3 типа на работи или 3 модели на кои што се случуваат во светот веќе од некои 5-6 години. Едната од нив беше токму оваја, значи од веќе постоечки блогови да се издадат книги. Втората е да се земе еден блогер како докажан автор и да се нарача, односно да потпише договор со издавач за нова книга. И третата, можеби најнапредна, е да се потпише ваков договор, меѓутоа делумно книгата да почне да се издава на интернет, односно преку блогови, за да се добие повратна врска од читателите, за на крај после тоа да, како големо финале, да биде објавена книгата како книга на хартија. Ова денеска е пример од овој првиот модел и според мене најтешкиот модел, бидејќи добар дел од авторите, односно од блогерите, веројатно до пред 2-3 недели, можеби нешто повеќе, немале ни на крај на ум дека тоа што го пишуваат излезе на хартија. Ова е еден одличен потек, еден многу храбар потек, кој што секако е за поздравување и мислам дека е настан кој што ќе се памти и треба да се памти. Сакам да се заблагодарам на издавачот за поканата и да им честитам на сите блогери кои што денес успеа да си го видат своето име на овие книги, да им посакам на оние кои што сакаат година да си го видат вака името да им се оствари и да му посакам на издавачот уште поголеми успеси. Благодарам. Кристал Кастел, светлата страна на готиката. Јас барам и наоѓам, рече љубовта со растрепенен глас, како да сака да заплаче. Јас да дисциплинирам, исто како што милувам. Ако не го прифатиш мојот камшик, нема сојуз со мене, моме. Хана се задиша на овие зборови. Ја гледаше восхитено љубовта. Страв и трепет, восхит и милина имаше на девојчинското лице. Хана, јас можам да те сторам борец, да речеш секаде и секому. Вени, види, вики. Да бидеш речиси совршена љубена и мајка, да те сторам и водач на народот, да го сакаш целиот свет со мене, со љубовта која трае вечно. Бегам од оној што го отфрла мојот камшик.
Луѓето ги сакаат само моите рози. Виолетова, патот на душите. Лабрум замолча за момент, а потоа ме праша дали ми се допаѓа приказната. Да, ми се допаѓа. А што се случило после? Дали принцот ја нашол девојката на изворот каде што слонувал? Дали живееле среќно до крајот на животот, прашав. Лабрум сладко се насмеа. Зарем е тоа важно? Тоа е нивниот дел од приказната. Не е пристојно да го раскажуваме тој дел. Еве ти ја подарувам. Напиши и крај, каков што сакаш да има. Мајде, па тоа е бајка. Секако дека треба да има среќен крај. А кој сака да чита такви работи денес, реков? На луѓето им фалат таквите работи. Токму затоа што не знаат да го живеат својот живот. Ако се добри, ќе сакаат да чујат дека приказната има среќен крај. Тоа им дава надеж. Крофна. Пуфлините коцкички. Има некоја проста делба кај луѓево. Или ги сакаш, или не. Или ги прифаќаш, или не. Кога ќе најдеш некоја личност и ја засакаш онаква каква што е, и се радуваш секогаш кога ќе ја видиш, барем до крајот на денот си исполнет. Се друго што те болело дента, го гледаш од поинаква перспектива. Оптимизам. Се додека не се зажелиш да ја видиш таа личност повторно. Едноставно ја сакаш појавата и присуството, а останатото е бонус. Па јас ја сакам таа личност. And there's nothing I can do. Бош муавет, ама си мислам дали deep down некој некогаш и покрај претрпената оштета ја замрзила саканата личност поради нејзините промени во односот. Не знам што ми текна за муаветот. Рибаро, од Кабарет до Оз. Ако ќе ги испразниш џебовите барајки некој денар, по празните агли ја раскинуваш кутијата за цигари, да не случајно се залепила некоја цигара над зидот од кутијата. Душата ти личи на ненадејниот денар или цигара, а сепак ти смрди на сиромаштија и чад. Очите те болат од својот одраз и си принуден да се гледаш зашто те прави да си жив, а тогаш да се струполиш во дупката од изветвениот джеп и да си најдеш пикавец, не гледајќи се во барскиот одраз на гнилата стварност. Тогаш ќе кажам: бездомна. No friends, no family. Постелувам срциња, легнувам на срциња, се покривам со срциња, се превртувам и препелкам цела ноќ на срциња, паѓам во кома од премореност на срциња и кога се будам на срциња. И зошто не сум била романтична? Затоа што живеам во реалноста, а реалноста е практична. Срцињата не се јадат, не се пијат, не се дишат, не се ни читаат. Не ги собираат ни купиштата паднати есенски лисја во двор. Може да се нацртаат, но многу луѓе од досада само ги шкртаат. Што е најважно, срцињата не ме заспиваат на време. Може треба да сменам дезенна покривка. Господинот Трендуса, ќе каже нешто. Здраво сите. Мене ми е драго што ве има во оволкав број. Не сум сигурен дали сте сите логирани или ќе останете анонимни. Уште почудно ми е што ве гледам вака кротки, инаку да беше сега ова на наш терен, до сега ќе фрча милион коментари и дискусијата ќе отидеше на друга страна, меѓутоа гледате има предност и некои други медиуми. Вака се знае кој зборува, кој пија, кој части. Овде сум една година по една трибина на која присуствував на исто ова место во друштво со релевантни книгоиздавачи од Македонија. Темата беше, Филип, како беше конкретно книгата и новото време и за книгите се најдобро, отпредика така. Тогаш бев сам во име на Блогерај да најавам дека постои една друга енергија која сигурно ќе се канализира. Не сум сигурен колку се разбравме тогаш со сите останати, бидејќи мислеа дека е тоа добро, ајде, уредуе, вие сте таму, ние сме овде. Драго ми е што се враќам една година подоцна на ова исто место, на местото на Злостарот, и што не сум сам, што сум со вакво засилување, и што на крајот на криштото ова не е ни пораз на блогот, ниту пораз на хартијата. Мене оваа идеја ми се бенди со на прва топка,
бидејќи, што знам, ги сакам ваквите богокулни мешања на работите, да видиме како ова идеја ќе има, од оваа идеја ќе имаат предност и оние што сакаат блогови и оние што не сакаат блогови. Оние што сакаат блогови, или оние од нас што се навикнати да читаат постови, да листаат, да шетаат по таа чудна заедница, да видиме како ќе функционираат истите текстови во сосема друг медиум. Не мислам дека успех на блог е само ако тој заврши на хартија. Блогот си има и своја автентична сила, меѓутоа убаво ќе биде да видиме како функционираат текстовите кои ги сакаме на сосема друго место, бидејќи хартијата и мониторот си имаат своји разлики и во начинот на кој реагира зеницата и во ритмот на кој се читаат текстовите и така натаму. Од друга страна, одличен начин и оние што имаат некакво табу, дали технолошко, идеолошко, писателско или не знам што, од блоговите, што мисла дека е тоа една чудна заедница на обскурни ликови со никови, да виде дека и таму има што да се прочита и да се разлиста и да ни се приближат. Предпоставам дека сега за сега серверот на оваа библиотека е доволен да не прими сите. Се надевам дека до година кога ќе има следна прилика на издавање, дека Филип ќе треба да докупи нови сервери, затоа што ќе ве има уште во поголем број. Благодарам. Антиблог за Филип Петровски. Математички пресметав дека пред 20 години мојот спектрум имаше меморија. Простор за складирање информација околу 20.000 пати помалку отколку што денеска има мојот мобилен телефон. Понатаму мојот мобилен има најмалку 500 пати помалку меморија од мојот денешен компјутер. Математиката е многу проста. Само за крајната пресметка помножете 500 со 20.000 и ќе ја добиете разликата која на тој план се случила за само 20 години. Згора на тоа, јас при рака ги немам на новите генерации на овие технологии. Во моментот најмалку 3 генерации понапредни технологии постојат од оние што ги користиме во масовна употреба и се држат во тајност. Да завршам. Токму затоа не се сомневам ниту во најсмелите теории и предпоставки. Едновремено ги презирам догматските проконзервативни обструкции на тој пат, кои секако се мотивирани од потребата за контрола и држање во темница на популацијата. Јас верувам во нас, ќе успееме. Џаман, мајмунска стапица. Грабање на тротоарите и зелените површини, отпадоци и шут се расфрлаат во заеднички простор. Се труе почвата со разноразни пестициди, чии последици може да траат стотици години. Што се однесува на едно од понудените решенија, искуствата во Македонија со приватизацијата се мешани, со преобладување на негативните искуства. Регулирање, но кој ќе ги регулира регулаторите? Свесност, образование, демократија. Ма дајте, по стотина години рабовладетелство, експлоатација и акумулација, резултатот е внатрешна, ограничена демократија во развиените земји и надворешна политика на наметнување на решенија на неразвиените, каде што кон поедини земји се проектира војна сила и закани в крај и нуклеарна. Решенија се и соработката, градење на етиката, подигање на свесноста, но внимателно со сладките зборови. Каде се делата на сладкоречивите? И тука сме некаде на крајот на оваа денешна промоција на 14 книги од едицијата Блог записи. Јас во името на издавачката куќа Аквариус 5, која се зафати да го сработи сето ова, да им се заблагодарам најпрвин овде на оваа промоција што ни ја организира домаќинот на библиотеката Браќа Миладиновци Филип Петровски, на промотерите на Блог записите на едицијата, Дарко Булдиовски од Центарот за нови медиуми и Сашо Мацановски Трендо, главниот уредник на платформата Blog.com.mk, од каде што се превземени сите овие книги, всушност од блоговите се направени од записите книги, и на актерката Јелена Мијатовиќ, која читаше делови од сите книги.
Да се заблагодарам на сите оние кои учествуваа во реализација на оваа едиција блок записи и да се заблагодарам на сите вас што дојдовте овдека на промоцијата. Ве поканувам да останете на коктелот и да се дружиме. Благодарам. Сега ве фатив сите идете на интернет. Ќе ви ставам стрелки овој да ве знаат. Чекај. И да се стрелки кидете, ако праќате писмо со закани на уреднициве. Сега ќе мора да отварате нови овие блогови. Така. И да се сради, вие можете да се срадите. Добро. Абе, ради камерата закјутавте сите? Не, јас. Дајте сука, ја молим те. Како? Му пишувам последа на рибарот. Не ја доврши. Да даде Господ да напишеш повеќе рибарски раскази, за во твоите мрежи да се фатат повеќе Рибчиња. Нека што четбор. Не кажу. Добро. Сега јас ве наместив. Сега сте сите тука. Колку писатели има? Колку писатели има тука? Жена? Колку писатели има? Некој избега, а? Добро. Еден орган. Тоа е Советот за безбедност. И тука имаме сериозна и значителна разлика во однос на Лигата на народите. Ако зборуваме за Советот за безбедност, неговата појава како орган во меѓународните работи е всушност за прв пат во историјата на човештвото да резултира, односно да се со согласност на државите се формира еден ваков орган кој што има толкава моќ во меѓународните работи и кој што до ден денеска има значително значење при сите кризи во светот. Во неговата работа учествуваат 15 држави, од кои што 5 држави имаат право на вето. Тоа право на вето за себе го задржуваат 5 држави победнички во Втората светска војна, кои што сметаат дека со самото тоа што ќе извојувале победата, треба да задржат одредени привилегии за себе. Јас истражував околу правото на вето, бидејќи ние како мала држава и повеќето држави во светот сметаат дека едно такво право не е демократско, односно ги става државите во што го имаат правото на вето во една повластена состојба во однос на сите други членки. Правото на вето, доколку не било усвоено, односно доколку не било дадено на 5 држави носители на ова право, најверојатно немале да се формираат Обединетите нации. Уште еден во прилог на своето задржување право на добивање на ветото, сметаат државите кои што победиле во Втората светска војна дека всушност ќе влезе или ќе влезе.
дека всушност тие се претпоставува дека и во иднина најмногу ќе се залагаат за одржување на светскиот мир. Дека тоа не е така, знаете и сами што се случува и колку големи проблеми и колкави се кризи се појавуваат во светот по тоа. Меѓутоа, можеме да се согласиме, или јас се согласувам дека тоа е една форма која што не можела да биде избегната при формирањето на ова организација и форма која што на некој начин е доста успешна, бидејќи го носи имплементирањето на целото меѓународно право во